Добро дојдовте на презентацијата на проектот Развојните тенденции на некои антропометриски, функционални, моторички показатели и социоекономски статус кај учениците од двата пола на возраст од 6 до 14 години од основните училишта на општина Струмица. Реализацијата на овој проект ќе се спроведе од 6 февруари и ќе трае до 20 април. Овој проект е во соработка со Федерацијата на универзитетски професори, Сојузот на училишен спорт, градоначалникот на општина Струмица и Советот на општина Струмица. Секако, најголем виновник за спроведувањето на овој проект на општина Струмица е Фунтек. Фунтек организација која има спроведено неколку пилот програми во Македонија. Ние имавме чест да бидеме добри соработници со Фунтек, истовремено во соработка и со општината Струмица и градоначалникот на општина Струмица. Направивме се овој проект да го спроведиме на дело почнувајќи од февруари па се до април. Сега го повикувам градоначалникот на општина Струмица да даде свој збор за проект. Добро вечер на сите, почитувани гости, почитувани сограѓани. Дозволете прво на гостите да им посакам добре дојде и во Струмица и добре дојде на почетокот на самиот проект. Многу значаен проект, јас сум лично радосен што денес почнуваме со промоцијата на една активност која што со почетокот на второто полугодие ќе почне да се реализира на територијата на општина Струмица во основните училишта. Навистина сум радосен заради тоа што секогаш кога се работи со децата, најблагопријатно е како активност, а второ, резултатите од самиот ваков проект навистина треба да представуваат една модерна тенденција на живење во општина Струмица, посебно сите анализи и податоци кои што ќе бидат извлечени со реализацијата на овој проект, кои што ќе бидат од огромна помош на родителите, секако и на самите деца, но пред се јас очекувам навистина и на наставниците по физичко образование кои што секојдневно се поврзани со децата во основните училишта. Сакам прво уште еднаш да се заблагодарам на Советот на општина Струмица што едногласно донесе даде подршка за реализацијата на еден ваков проект, донесувајќи го буџетот за 2012 година, со што се конципирани финансиските средства за реализација на еден ваков проект, а истовремено да ја поздравам иницијативата на Фунтек, на сите вклучени внатре во овој проект, на Сојузот на училишен спорт, но секако и да го поздравам активното учество на професорите по физичко образование, оние кои што се уште невработени со својот ангажман кој што ќе бидат вклучени овде, но и на оние кои што се веќе ангажирани во училиштата на територијата на општина Струмица и Струмичкиот регион пошироко. Јас имав прилика да ги видам имињата на луѓето кои што се вклучени, навистина се работи за респектабилни личности во вашата фила, во која што денеска живееме и знам дека тоа што ќе го работите во иднина во овој проект ќе биде не само заради финансиската надокнада која што треба да ги покрие вашите трошоци на работењето, ќе го работите од срце и од душа, заради тоа што и тоа досега го имате докажано во активностите кои што се професионален ангажман во секојдневието во кое што функционира. Сакам денеска да не јас нема да зборувам за деталите од проектот, тука се луѓето кои што ќе ни го презентираат. Денеска сакам да искористам можноста да како вертикално поставен во локалната инфраструктура дадам задача на сите директори и на сите вработени, наставници кои што ќе учествуваат во оваа работа, навистина да дадеме максимален придонес во реализацијата максимално успешна на овој проект. Она кое што во иднина ќе представува наша обврска, ќе представува секоја година да ја направиме оваа анализа, но идната година веќе ќе биде полесно заради тоа што ќе имаме појдовната база и појдовните инфраструктурни документи кои што ќе треба само да ги надградуваме со следење на растот и развојот на децата. Навистина, како родител, очекувам да знам за моите деца кои што се и двете во основно образование, да имам целосен увид како се развиваат, кои своји предиспозиции ги имаат,
каде како родител да ги насочам во делот на нивните спортски и рекреативни активности, додека растат и навистина како градоначалник на крајот, после објавувањето на резултатите од овој проект, заедно со советниците, заедно со јавноста, Струмичка ќе се обидеме да дадеме една препорака, која што е видов во многу општини ширум европските земји, каде што буквално нема дете кој што не спортува нешто, каде што не оди некаде да тренира нешто, се со крајна цел да биде тоа најважно за неговото здравје, однапред не очекувајќи да стане врвен спортист или да покаже не знам какви спортски резултати во текот на неговиот развој. Навистина во еден копар со кој што сме веќе збратимени, оние родители кои што своите деца не ги пуштаат да спортуваат било кој од спортовите присутни, се на еден начин морално осудени од јавност. Не знам дека треба време кај нас да дојдеме до овој степен, но сум убеден дека ако навистина сите се вклучиме, навистина ќе дадеме силен придонес кон здравието на нашите деца, а со тоа ќе градиме сигурно здрава средина во која што живееме. Јас ќе го спомнам тоа што начело го спомнав уште првиот пат кога се видовме. Сергеј Бубка во една изјава, сигурно некој од вас има гледано, рече дека 1 евро вложено во спортот е минимум 7 евра заштеда од здравствениот фонд. Јас сум убеден дека тоа е така и навистина преку овој проект ќе допринесеме за подобар здрав развој на нашите деца. Конечно, моето обраќање денеска е насочено токму кон раководните структури на директорите пред се во основните училишта, каде што ќе се спроведува овој проект, заедно со својот административен персонал да дадат максимална поддршка на овој проект и до сите вклучени лица, пред се до оние кои што се вработени во локалните институции во основните училишта, но и до другите вклучени, да навистина целиот проект го изработиме од душа, од срце, заради тоа што се работи за она што ни е најдруго во нашето општество, тоа се децата и тоа најмладите генерации. Јас ви благодарам и навистина посакувам успех по стартувањето на овој проект. Видите, почна вака. Федерацијата на универзитетски наставници, тренери и едукатори по кинезиологија Фунтек 7 формирана во 2007 година, а ја се учленуваат универзитетски професори, односно 10 доктори на науки и 8 магистри на науки, 27 дипломирани професори по кинезиологија, еден социолог, 20 информатичари и повеќе познати и признати и поранешни врвни спортисти, денес стручњаци од праксата во областта на физичкото образование, спортот и спортско-рекреативните активности. Се надевам од денес Фунтек 7 ќе биде побогат уште за 20 наши колеги. Верувам дека тие од денес се официјални членови на оваа федерација. Во соработка со Советот и градоначалникот на општина Струмица, Фунтек 7 и Сојузот на училишен спорт на општина Струмица во текот на учебната 2011-2012 година покрај своите редовни активности како главен приоритет си го постави реализирањето на научно-истражувачкиот проект со работен наслов, онака како што е основен на, односно ќе го повторам, на развојни тенденции, на некои антропометриски, функционални, моторички способности и социоекономски статус кај учениците од двата пола на возраст од 6 до 14 години од основните училишта во општина Струмица. Во тоа име и од името на извршниот одбор и истражувачкиот тим, најголема благодарност за разбирањето од страна на градоначалникот и едногласноста во Советот на општина Струмица се разбира вклучително со председателот на Советот, господинот Даскаловски. Уседнаш многу Фунтек 7 е основана со цел да истражува на полето на физичката култура и врвниот спорт пред се кај училишната и студентската популација во Република Македонија како можност за нејзин развој, а како основна задача е да ги следи физичките способности на споменатата популација. Студиозниот пристап и повеќе годишната работа доведува до развој и примена на еден голем систем познат како следење на физичкиот развој и физичките способности кај училишната и студентската популација. Ова не е работено 40 години во нашата држава. Значи, последниот проект кој е истражуван од поранешната Републичка заедница за физичка култура е направен пред 40 години. Сватете каде е отидено со делот на развојот на здравјето на нашите деца. Во таа смисла, направени се повеќе пилот истражувања, а за прв пат целосно беше применет во 2011 година во 8 основни училишта во општина Киселовода со опфат на повеќе од 5000 ученици. Имајќи предвид дека големите истражувачки системи нелесно и брзо се воспоставуваат,
Нашата програма уште во 2007 година предвиде реализација на првата пилот студија која сама по себе ќе даде јасни показатели за состојбата на физичките способности на одредена популација, но пред се да ги испита можностите на поедини елементи кои треба да се поврзат како на организацијски, така и на технолошки план, а во согласност со најсовремените барања и можности на информацијските науки. На самиот почеток сметавме дека е неопходно за овој систем да соработуваме само со универзитетските власти, бидејќи ние сме и на некој начин универзитетска организација. Но, благодарејќи на силната иницијатива и соодветната комуникација со одредени градоначалници на неколку поголеми општини, истражувачкиот тим донесе одлука дел од генералниот проект во периодот 2010 до 2013 година да го понуди и презентира на најмалку 5 од поголемите општини во Република Македонија со цел опфаќање на најмалку 30.000 испитаници на возраст од 6 до 14 години. Во таа наша замисла и успеа. Имено, во првата половина од ова 2012 проектот ќе биде реализиран во општина Струмица, Кисела Вода повтор пат, додека во втората половина очекуваме во општина Куманово, Тетово и Штип добиените резултати од истражувањето во општините Струмица и Кисела Вода ќе бидат компарирани и истите објавени во посебна заедничка научна монографија. Во почетокот на идната 2013 година компарацијата ќе биде направена и со останатите три општини, при што ќе бидат изградени потребните стандарди и нормативи за прв пат подготвени од македонски истражувачи со ученици од Република Македонија. Во проектот предвидовме да ја користиме Еврофит батеријата на тестови, која денес ќе биде посебно презентирана. Ова батерија на тестови не е случајна, туку е добро компониран збир на тестови со висока ефикасност, релијабилност и информативност за предметот на истражувањето и заради постигнувањето на поставената цел. Покрај основните критериуми, кои поединечно тестовите треба да ги задоволат, при што се подразбира објективноста, сигурноста, релијабилноста, практичната подготвеност и примена, достапност на резултатите од тестирањето и слично, во големите системи важно е тестовите да бидат едноставни и економични. При што посебна предност се состои во тоа што добиените резултати може да се компарираат со резултати од 27 членки на Европската земји, членки на Европската Унија, каде ваквите истражувања се спроведуваат на национално ниво во континуитет повеќе од 15 години. Во обработката на добиените податоци и печатењето на посебната монографија, пошироката јавност добива можност да биде непосредно запознаена. Пунктек 7 со помош на градоначалниците од наведените општини преку ЗЕЛС. Има намера во периодот 2013 до 2017 ваквиот систем да го предложи и исти да биде воспоставен на целата територија на Република Македонија со цел на овој начин да се обезбедат потребните информации важни за носење на стратешки одлуки и планови поврзани пред се со здравието, врвниот спорт и рекреативните активности на населението, потребите на армијата, полицијата и лицата со посебни потреби. Исто така, овој систем на професорите, наставниците и тренерите ангажирани во редовниот наставен и тренажен процес ќе им овозможи да го валоризираат својот и трудот на учениците и спортистите, да подготвуваат планови и програми пред се на локално, а потоа и на национално ниво, во процесот на идентификација и на тамошен развој и наградба на талентираните ученици. И конечно, ние сме убедени дека овој проект на сите учесници во наставниот и тренажниот процес непосредно во пракса ќе им помогне во градењето и давањето предлози за решавање на системски прашања во интерес на пошироката популација во Република Македонија. Почитувани, ние од Фунтек 7 и Сојузот на училишен спорт на општина Струмица денес, 20 јануари 2012 година, помогнати и прифатени од градоначалникот и Советот на општина Струмица, носиме историска одлука, воспоставувајќи еден пред се хуман и со човечка димензија проект, кој посакуваме да трае барем во наредните 100 години. Предмет и цели на истражувањето. Предметот и целите на ово истражување е утврдување на состојбите и следење на растот, развојот и компаративните односи на некои антропометриски, функционални, моторички показатели и социоекономскиот статус кај учениците од 6 до 14 години од основните училишта во општина Струмица. Градот Струмица веќе долги години организира училишен спорт во основните училишта кои екзистираат во општината. Преку овој проект ќе бидат опфатени сите ученици со мерењата. Во општина Струмица од секогаш била расадник на спортски таленти изградени и афирмирани врвни спортисти како што се Благој Статов, Васил Рингов, Горан Пандев, Аце Стојков, браќата Попови во фудбалот, професор доктор Димитар Циев, Никола Донов, браќата Манчеви, Милеви и Ришлиеви во одбојката, Владо Илијев
Илиевски, Димитар Мираковски, Евтим Богоев во кошарката, Ване Стојанов и Ѓорѓе Трендафилов во атлетиката. И се разбира, уште многу други не споменати во повеќе спортови, а така ќе види овој пат во насока на откривање на талентите од научен аспект и давање шанса за афирмација на сите на секој надалено дете за спорт. Како надградба во развојот на училишниот спорт се надоврзува реализацијата на овој проект кој представува повисока фаза на организација на училишниот спорт, каде талентите се селектираат најнапред на ниво на општината со поставување на посебен софтвер за следење на растот, развојот, селектирањето и насочувањето на децата за активно и континуирано бавење со соодветна спортска дисциплина. Со овој проект добивам избор, проверка и применливост на батеријата на тестови, проценка на нивото на функционалните и моторните способности, утврдување на разликите во антропометричните показатели, нутритивниот статус и моторичките и функционалните способности во однос на полот на испитаниците и возраста на испитаниците. Потоа да се компарираат антропометричните показатели, нутритивниот статус, моторичките и функционалните способности со иста или слична популација во земјата и надвор од неа. Да се утврди развојната тенденција, односно трендот, и евентуалните законитости во развојот во однос на возраста и полот, на антропометричните показатели, нутритивниот статус, моторичките и функционалните способности во период од 6 до 14 години. Истражувачите утврдиле дека ако се зголеми нивото на здравствениот фитнес само за 10% кај учениците од јавните училишта, државата ќе заштити 237 милиони долари. За вас честитки кон осетот, сенсот да се вклучите во една ваква работа и за организацијската и за материјалната поддршка да влезете во сета оваа работа. Ние ќе се потрудиме да го направиме тоа коректно и да оставиме некој стручен, здравствен, истражувачки белег на сета оваа работа. Мојот сегмент на вклученост во проектот ќе подразбира проценка на телесниот состав со помош на една методологија, биоимпедансна методологија. Значи, нашиот организам, ние го сваќаме, човечкиот, како повеќе компартмански динамичен систем. Значи, мулти и повеќе делови во телото, кои што постојано се менуваат. За да ја разбираме целината на телото, на организмот, било од здравствен, било од функционален аспект или спортски, или од болезнен аспект, или од работоспособен аспект, ние треба да ги знаеме тие делови на тело или компартман. Значи, тоа компартман ќе му дојде анатомска структура на телото, ама која врши и други функции. Физиолошки, биохемиски, депо функции, информацијски функции. Така да, знаејќи ги тие компартмани на телото, ние може да предвидиме каде предиспонира младиот организам со ваква здравствена состојба која ќе утврдиме. Па да измериме, процениме групи на дечиња кои што се здрави, кои што со ваков начин на живење, на физичка активност, исхрана и општо се, инклинираат кон одредени заболувања и да ги посоветуваме и да ги поделиме според програмата која што ќе ни биде поставена. Софтверскиот пакет кој што ќе биде присутен. Значи, тие компартмани или делови на телото поврзани се со физичкото вежбање, со исхраната и со здравствената состојба на организмот. Ви е познато, бидејќи има многу колеги овдека, дека физичката активност ја редистрибуира нашата градба. Ама тоа не е само на мускулното ткиво и на масното и на костеното, него и на сите делови во субделови или субкомпартмани во нашиот организм. Нашата структура и функција се менува и со исхраната, и за илустрација би ја кажал дебелината. Значи, таму се менува односот на тие делови од телото и доколку постои, постои во градската младина во Скопје кај 40 до 50%, тој млад организам во перспектива стекнува поголема веројатност или инциденција за појава на срцево-садови заболувања, на шеќерна болест, на дегенеративни заболувања. Тој старе. Во Србија прават еден сличен проект и
тие утврдија дека нивните дечиња се дебели и трапави. Тоа е нивниот термин. Дебели и трапави. Трапави значи како моторички, помалку вични. Ние сме тука по начинот на живот и ние ќе се обидеме да ги скримираме, рано, условно, грубо диагностицираме тие и да ги усмериме во понатамошниот живот со совет. Значи, преку оваа биоимпедансна методологија ние може да процениме успешно телесниот раст и развој, здравствената состојба, функционалните способности, ризикот од појава на определени заболувања. Користиме апаратура која може да ви кажам за овој дел ја нема во Македонија и на престижна англиска фирма Maltron, која што се смета за број 1. И званично чинам дека и првпат влегува во процедура на мерење. До сега ја изучувавме во експериментални цели колку да стекнеме увид во нејзината технологија. Тоа е постполно нештетна апаратура, има две мали електроди на раците, се стават две на нозете, нештетна ни по испитаникот, ни по лекарот, ниту пак по околината. Се одлучивме за користење на мобилна апаратура, која што во едно куферче мало може да ја транспортираме, а не во фиксни големи апарати кои се тешки за паки модели на експерименти. Сега јас ве молам да ги покажеме некои овој текстуалниот што дел го кажа, може да преминете кон показателите. За колегите би обрнал внимание, значи што ќе мериме. Значи мериме базален метаболизам, количина на калории потребна за одвивање на основните животни функции, таа е важна за да се процени енергетскиот расход на организма, да му дадете диета, колку треба храна. Ќе ги мери апаратот мастите во телото, ги мери на втора децимала од целината, значи од показателот, многу точно. И во апсолутни и во релативни величини. Одиме понатаму, потоа ќе мери телесната вода, значи ова ТБ представува целокупна телесна вода. А ние сме 3/4 од вода, значи поголема хидрираност на телото означува подобро здравје. И затоа ние бараме децата и луѓето да пијат вода, за да партиципираат во своите функции. Она што е интересно, ја мери вонклеточната вода. Тоа е екстрацелуларна вода. Ако тој показател од целокупната вода е поголем, не работат бубрезите и црниот дроб. Елиминацијата на водата е отежната и така ние ќе може да ги поделиме во групи испитаниците. Доколку водата е поголема во клетката, интерцелуларна, тој е критериум за здравје. И ќе ги бараме односите помеѓу воклеточната вода и надврклеточната во однос на целокупната вода на организмот. На тој начин ние ќе го проценуваме, како се вика тоа, турноверот или прометот на вода во организмот и ќе ја разграничуваме нивната здравствена состојба. Можеме понатаму ве молам. Потоа иде во средина еден показател на клеточна body cell маса или клеточна маса на организмот. Исто е важен критериум за здравје, за процента. Потоа го имаме протеинскиот состав на телото, а протеините значи живот. Да видиме, значи тој показател не е добар за здравје. Ако имаме повеќе протеини, ако имаме повеќе вода, ако имаме повеќе вода во клетката, тоа е здравје. Обратно, ако имаме масти, повеќе вода надвор од клетката, тоа е критериум за болест. Понатаму може да ги мери минералите во организмот, мускулната маса и таму гледаме калциум има и калиум. Тоа е многу важно за спортисти, што има повеќе калиум, тоа е поподготвен. А доле гледате имаме и гликоген, значи ги мери гликогенските резерви. Можеме понатаму, ќе ве молам, и како заклучок што ви можеме да кажеме, може би преку пар примери. Значи, ние ако утврдиме обезна популација или дебели дечиња, значи тие инклинира со возраста кон голем број на заболевања, може да се посочат програми со кои што вие работите.
Тоа што е присутно во сегашноста покрај таа дебелина е анорексијата. Па кај анорексијата предвидуваме дека ќе најдеме намалена телесна маса, промени во телесната композиција, замореност и слабост. Раководителот каже вакви проекти се ретки. Ние, за жал, немаме нормативи и стандарди. Вие, односно, течињата со кои што ќе работиме, ќе ви бидат правите испитаници со помош на кои ќе правиме антропометриски, моторички, функционални, биоимпедансни показатели за здрава популација. Норматив врз основа на кој потоа ќе ги споредуваме одстапувањата во однос на тоа. Како генерален заклучок, што би се очекувало едноставно да се каже. Значи, ученикот или испитаникот, ние ќе го сметаме дека е поздрав, доколку има поголема клеточна маса, тоа ПЦМ што беше, доколку има вода повеќе, доколку има повеќе вода во клетките, а кај спортистите ако има гликоген и калиум повеќе. Значи, тие едно е грубо кажано, за заклучок, тие 5 показатели, мене ми се критериум дека тој е поздрав. Кога ќе го третираме дека е помалку здрав или дека има остапување, ако има помалку вода, ако има повеќе вода вон од клетката, ако има поголемо масно ткиво и така. Значи, ние користиме малотронеден апарат, може последната сликичка, која што користи во својата процентна формули за популација, таа се смета за бројеви. На овој начин сметаме дека ќе го дадеме својот допринос во целокупната слика за антрополошка состојба за нашите испитаници. Благодарам. Исто оваква монографија кога што направена, може да види овде поголема, бидејќи има поголем број на ученици. Ќе бидат поставени бројките и за мажките, и за женските, по сите параметри, по сите 19 варијанти. Ама да се чекаме, ние прво да ги измериме децата во училиштата, потоа ќе седнеме на компјутерите 3 месеци, у Скопје ќе ги внесеме и ќе искочиме готов продукт, ќе кажеме еве тоа го направиме. Се ќе биде видено. Професоре, кога ќе имат родителите резултатите од истражувањето? Тоа крајот на оваа 2012 ќе одобиат или на 1 септември? На 1 септември ќе биде промовирана монографијата, која е дел од проектот и финансите и организациите и сектор. А ќе настојуваме малку да смениме себе технологијата во однос на кисела вода и искуството да научи побрзо да одиме. Ако овде во Садба Маса ги вениме децата 2 недели и истовремено затоа ангажираме 20 информатичари, дента што ќе поминат 200 деца или 600 деца од мерење, вечерта ќе бидат внесени во дата на податоците во компјутерот. Ние за 2 недели тука ќе завршиме и веќе следните 3 дена ги имаме податоците во компјутер. Многу полесно ќе одиме училиште по училиште и ќе одлучиме во соработка со вас дали може би ќе направиме непотребно комешање. Најдобро е да ги дадеме сите лични картони наеднаш. Заедно. Значи за секој училиште ние ќе ги селектираме, а тоа очекувам дека ќе биде некаде почетокот, средината на мај. И нас ќе ни остане да ја обработиме целата материја, да направиме монографијата и на 1 септември. Од секој училиште 3 мажки, 3 девојчиња ќе бидат наградени со медал за најдобро постигнати резултати во нивното мерење и тоа пак ќе биде на ваква голема промоција кај што ќе има 150 деца кои за прв пат во животот, можеби во тие праводеленците се најдобри. Доаѓа со прстот пикнат до нос, вика што ми давате мене? Пехар ти даваме. Мојле, готово. Од тука натаму нема. Значи он е закон. Пехарот ти кај татко му трча кај мајка му. Значи тоа е еден посебен момент кај што не знам, не можам да ви го опишам. Тоа е само треба да се доживее. 150 деца ќе бидат најмалку од овие 9 училишта, кои што ќе добијат дипломи, сите наши колеги ќе добијат официјален сертификат за учество во научно-истражувачки проект. Сите нивни имиња како соработници ќе бидат внесени во овај монографијата. Значи по сите стандарди кои се потребни да задоволат потребата на една научна монографија ќе биде спазено до крај со комплетна каталогизација од ИССН и УДК од Универзитетска библиотека.